Сигурно се има случајно. Ќе ја направите совршената формула во Excel, ќе ја повлечете надолу и одеднаш се распаѓа. Епа денес ќе го решиме тој проблем за секогаш. Ќе навлеземе во една од најважните, но често занемарени вештини во Excel – правилното адресирање на клетки. Звучи познато, нели? Тоа е една од оние фрустрации што може да уништи цел ден работа. Ама добрата вест е што решението е навистина едноставно кога ќе се разбере основата. А одговорот се крие токму во различните типови адреси на клетки. Добро, ајде да почнеме од самиот почеток. Пред да ги поправаме формулите, мора да разбереме како Excel воопшто знае со кои податоци треба да работи. Секоја клетка, ама баш секоја, во таа огромна мрежа на Excel, има своја единствена адреса. Замислете го тоа како поштенска адреса за податоци. Excel ја користи таа адреса за да знае точно од каде да земе вредноста за било која присметка. Еве како изгледа тоа. Без разлика дали е A1, C15 или пак Z1000, секоја од овие адреси е уникатна координата. Таа му вели на Excel, земи ја вредноста што се наоѓа токму на оваа локација. Ова е апсолутен темел на се што правиме во Excel. Добро, ајде сега да навлеземе во суштината. Првиот тип адреса е онаа што Excel ја користи автоматски, по дефолт. Можеме да го гледаме ова како негово паметно или интуитивно однесување. Значи, клучниот збор тука е релативно. Excel е паметен и предпоставува дека ако ја поместиме формулата надолу или настрана, сакаме и референците во неа да се поместат заедно со неа, задржувајќи ја истата просторна врска. Еве како тоа функционира во пракса. Excel всушност не ја памти адресата A1. Наместо тоа, тој ја памти релативна позиција. Земи ја вредноста од клетката веднаш лево од мене. Па кога ќе ја копирате формулата еден ред подолу во B2, таа и понатаму го следи истото правило. Земи ја вредноста од клетката лево од мене, што сега е A2. Ова е неверојатно корисно и ни заштедува огромно време во 90% од случаите. Ама што правиме со оние останати 10% од случаите, кога не сакаме референцијата да се поместува? Токму тука на сцена стапуваат апсолутните адреси. И ова е централниот проблем што го решаваме. Замислете дека имате фиксна стапка на данок, или курс за конверзија, или пак некоја провизија која треба да се примени на цела една колона со податоци. Не сакаме таа референца да шета надолу заедно со формулата. А решението е изненадувачки елегантно. Знакот за долар. Со додавање на знакот долар пред буквата на колоната и пред бројот на редот, ние буквално му велиме на Excel: оваа адреса A1 е сидро, не ја поместувај без разлика каде ќе ја однесам оваа формула. Ова се баш класични примери. Секогаш кога има една константна вредност која мора да се примени на многу други променливи вредности, апсолутната адреса е алатката што ни треба. Таа ни гарантира конзистентност и, најважно, точност. Да речеме дека пресметуваме цени за листа на производи. Без разлика дали имаме 10 или 10.000 производи, сите тие мора да се повикаат на една иста, единствена клетка каде што стои девизниот курс. Токму затоа, адресата на таа клетка со курсот мора да биде апсолутна. Добро, ги совладавме релативните и апсолутните адреси. Сега е време да преминеме на следното, по-професионално ниво. Мешаните адреси нудат неверојатна моќ и флексибилност. Значи, клучната поента овде е дека не мора да ја заклучиме целата адреса. Можеме да ја заклучиме само колоната, а да дозволиме редот слободно да се менува, или пак обратно, да го заклучиме редот, а колоната да се менува. Ова отвора сосема нови можности за работа со сложени табели. Оваа табела совршено го објаснува тоа. Едноставно е. Доларот се става пред она што сакаме да остане фиксно. A1 значи секогаш остани во колона А, но слободно движи се по редовите. Од друга страна, $1 значи секогаш остани во ред 1, но слободно движи се низ колоните. А каде ова навистина доаѓа до израз? Па, замислете си матрица за попусти, каде што во редовите имаме различни производи, а во колоните имаме различни стапки на попуст. За да ја пресметаме цената за секоја комбинација, ќе ни треба мешана адреса. Тука тие се апсолутно незаменливи. Ајде да го видиме сето ова на дело со еден многу едноставен, но и многу чест пример. Ќе пресметаме попуст за една листа на производи. Ова е класична ситуација. Првиот дел од формулата,
А2 е релативен. Сакаме кога ќе ја повлечеме формулата, тој да се смени во А3, па А4 и така натаму. Но вториот дел, C1, е апсолутен. Го заклучуваме со долари, бидејќи стапката на попуст во C1 е иста за сите. Едноставно, ефикасно и најважно, точно. Добро, откако ги поминавме сите технички детали, да се запрашаме. Зошто е ова знаење толку вредно? Која е вистинската придобивка од сето ова? Па, придобивките се огромни. Наместо рачно да се менуваат десетици или стотици формули, со правилно адресирање, целата работа се завршува со едно повлекување на глувчето. Тоа значи помалку потрошено време, драстично помалку грешки и табели кои се многу полесни за менување и ажурирање во иднина. Добро. И за крај, ајде брзо да ги сумираме клучните точки што треба да се запомнат од оваа приказна. Во суштина, се сведува на ова. Релативна адреса како А1. Таа е стандардна, таа е флексибилна и се прилагодува. Апсолутна адреса како $А1. Тоа е нашето сидро. Останува цврсто на своето место. И мешана како А$1 или А$1. Таа е најдоброто од двата света. Ни дава прецизна контрола. И токму тоа е целата филозофија. Правилната употреба на овие три типа адреси е она што ги двои основните корисници на Excel од оние напредните. Тоа е вештина што носи моќ, прецизност и огромна заштеда на време. И еве едно прашање за крај. Размислете за секојдневните задачи во Excel. Каде би можело да се примени апсолутна или мешана адреса, за да се олесни животот и да се работи попаметно, а не понапорно? Можностите, сигурно, се огромни.